Добро утро и од мене и веднаш по Ја сакам Македонија. Како што знаете, утринскиот блок продолжува со магазин, а денеска на мое огромно задоволство ќе се дружиме со единствениот Дарио. Убаво ќе ја заокружиме оваа работна недела, 5 точки со убаво расположение музика и промоција на новиот албум Ковчег со злато. Ќе погледнеме истоимената песна со видеозапис, ќе испромовираме нови материјали, нови песни, ќе најавиме нови настапи, концертни промоции, а ќе го прашаме и што за него символизира Ковчег со злато. Па затоа останете со нас. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, Елена. Здраво за вашите гледачи и драго ми е што сум после година-две повторно твој гостин. Така е, особено кога имаме за што ново, актуелно да зборуваме. Знаеш, јас обично сакам да се појавувам на телевизија кога имам причина, повод некој. Да. Не сакам онака било како реда ради да се појавам. Така да е, драго ми е што и јас имам еден убав повод и да се видиме пак. Честитки за новиот албум. Фала ти многу. Бидејќи вие сте автор на текстот, на музиката, морам да ве прашам околу насловот, инспирацијата за Ковчег со злато. Ковчег со злато е една од моите, веќе можам да кажам, поинтимни, подраги песни. Инспирацијата е од нашето секојдневие, од глобалното секојдневие. Значи, Ковчегот со злато ја символизира она луда трка по пари, по богатство, цел живот. На некои луѓе цел живот им поминува во трка по пари, по многу повеќе пари и никогаш нема крај и не се знае каде и кога е доста. Во таа трка со пари се забораваат оние кои се со вас и покрај вас. Семејството, сопруга, сопруг, деца, оние најблиски кои ви се потребни. За жал, многу деца слават родендени и се сами во отсуство на својот татко, да кажеме, затоа што тој некаде патува, трча, заработува се повеќе и повеќе. Некои одат во странство со години и години да заработат нешто, некои не се ни враќаат. Така да, тоа е таа символика, тој ковчег со злато е недостапен, достапен, колку достапен и кога ќе стигнеш до него, што потоа кога поминале годините позади тебе. Така да, тоа е една, за жал, наша реалност и јас се надевам дека се повеќе луѓе би можеле да се освестуваат и да сватат каде се наоѓаат и кој е покрај нив. А ти понатаму оди, труди се, работи, да, но не заборавај кој си и каде си и од каде си. За вас злато е семејството, најблиските, љубовта? Апсолутно, па тоа не само за мене, тоа е за сите нас. Само некој треба да свати, некој сваќа порано, некој сваќа покасно. Така да, како што вели песмата, среќа е да остариш мирно, затоа што денес, во ова денешно лудо време, лудачко брзо време, е успех човек да успее да остари. Затоа што многу млади луѓе во таа трка ги снемува. Така да, кога ќе видите возрастен стар човек, треба да му завидувате, а не да го жалите. И како што велите, рака за рака, рака под рака, абсолютно, и еден пар кој што и во видео записот кој што сведочи за долгогодишна љубов. Да, секогаш е убаво, мене ми е многу драго и секогаш ме разнежнува кога ќе видиш маж и жена на 75, 80, 80 и гусур години кои фино, лагано си шетаат некаде по кеј или на море кога ќе ги видиш. Да. Тоа е успехот. Да, тешко ли е да се избалансира во животот и семејната обврска и професионалната? Дали и вие никогаш сте се нашле во незгодна ситуација? Види, секогаш е нормално дека секогаш е тешко, зависи од годините во кој период од животот си. Има период од животот кога треба да создаваш, да бараш, да трчаш, да заработуваш и така натаму, да допринесеш за своите. Но има и една граница, треба да знаеш каде е границата, до каде е доста. Значи треба да знаеш кога да престанеш и кога да се посветиш на она што значи мир, спокој, прошетка, да го користиш времето. Буквално денот да биде твој. Вие сте препознатливи по прошетки, по возење велосипед низ Скопје? Да. Јас обожавам да одам пешки низ градов, обожавам точак да возам најмногу во свет, затоа што мислам дека во Скопјево годиниве, посебно сега, секоја наредна година е хендикеп да возиш кола.
Многу се попривилегирани и пешаците и велосипедистите, па можем да кажем и овие моторциклистиве колку толку, но со кола мислам дека е се попроблематично и попроблематично. Така да јас сум за движење. Дали кеј, дали водно, дали до центар, но алтернативно. Не треба да се мислите за паркинга. Апсолутно, тоа не ми го спомна и тоа ми е еднок на мора. Да, како и на повеќето, но тоа се проблеми кои како ги решавате вие со велосипед. Да. Најдобро што може, кога нели здрав живот во прашање. А околу другите песни имате ли некоја, кажавте дека оваа ви е помеѓу подрагите, но има ли некоја која што е ви исто при срце, да лично сте доживеале некои моменти, да сте ја преживувале емотивно? Има некои песни. Има неколку песни. Јас не пишувам премногу лични песни. Претежно се тоа од искуства на други луѓе, од не знам, допрен глас што се вика, ќе слушнеш од некого, некоја приказна што се случило таму и таму, ќе видиш нешто, ќе те инспирира. Дури можеше филм да погледнеш па да ти направи некоја асоциација. Имам јас можеби ретко една-две песни кои се мои лични интимни, кои и не се вртат премногу. Обично тие најинтимните и најубавите песни, најдрагите, не ги вртат по медиуми. И тоа и не ми смета, затоа што си ја сметам за своја песма, нека остане моја. А се дел од овој албум или зборувате за претходно? Не, тоа се некои од постарите песни. Овие песми се во поголемиот случај, најголемиот број ги знаат луѓето кои се. Познати песни кои сум ги снимал во изминативе 3-4 5 години од короната наваму. Да, тука се и животе, тука и не знам кој чека ќе дочека. Има познати песми, какви се ова времења, значи има ups and downs. Да, за секогаш. Има носталгични песни, љубовни, тажни, има многу весели, има кафански ракија, на пример. И кога сме веќе кај албумот, сега веднаш ќе ти покажам, еве го овде. Само да видам кај го оставив. Да. Тука е. Тука е. Да искористиме одма, затоа што се размуабетивме јас и ти пред почетоков на снимањево. Така, ето го новиот албум. Да. Еве го новиот албум, ова е со посвета за тебе специјално. Да, специјално за Елена, искрено Дарио, супер, фамили. Значи тоа е тој ковчег со злато, каде што има 11 песни и кажав, буквално една мала животна приказна е. Од секакви различни расположенија во текот на овие 4-5 години се ставени тука. И точно по песната, како ги слушаш песните, ќе знаеш какво било моето расположение. Па и глобално може да се каже, затоа што неколку песни се инспирирани и од целата состојба глобална. Така, од општеството, околината, генерално и кај нас, но и генерално. Да. Аранжмани, продукција Кристијан Габровски, со него и претходно сте соработувале, сега и за албумот. Со Кристијан Габровски сме веќе одамна многу добри пријатели и колеги, и ова е веќе втор албум со него кој го правиме. Минатиот албум, ако силно посакам, беше со него комплетно направен. Еве го, ова е втор албум, Ковчег со злато. Па ќе видиме, здравие Боже, не се знае, може би трет ќе направиме трета среќа заедно со него. Инаку видео материјалот, видео спотот е сниман со исто мојот драг пријател Александар Ристовски принц. Така да убаво е кога имаш една екипа блиска, пријателска, можеш да се разбереш, се разбираме и без многу разговор. И драго ми е што имам такви луѓе околу себе. И посвета има албумот, посветена на Тоше Попсимонов. Да, тоа е една посебна емотивна посвета. Јас реков дека тоа ќе го направам уште пред половина година. И секој што ќе го има овој албум ќе види дека долу пишува овој албум е посветен на големиот човек Тоше Попсимонов. Тоше беше навистина голем човек, голем уметник, голем музичар и мој голем другар, драг другар. И мислам дека ова најмалку што можев да го направам за него, затоа што вреди. Така, убаво е што го посветивте и ќе остане еден печат, еден белег. Да, апсолутно. Музичката историја може да се каже. Да, ќе ми биде драго, нека остане така еден спомен. И за мене со овој албум, но и за него заедно со овој албум, со таа посвета. Затоа што такви луѓе се богатство во оваа земја и не треба да се забораваат. Да. Тука сме ние да се подсеќаме секогаш да зборуваме за нив.
исто ќе правите концертна промоција на овој албум. Па овој Утре албум во Битола ќе биде првично и оваа песна насловна. да, утре сум изведена? да, така се погоди, вака пред новогодишно едно 2 недели пред Нова година. Утре треба во хотелот Епинал во Битола ќе направиме еден ексклузивен, еден така убав настан. Убав настап, додуша јас ќе одам тамо сам да ги презентирам овие песни, но интересно е тоа што покрај сите најголеми хитови, пошто така е најавено, нели, Дарио Greatest Hits, сите оние стари најголеми хитови ќе ги отпееме, ќе се провеселиме убаво, но интересно е тоа што за прв пат Ковчег со злато пред битолчани ќе ја испромовирам така во живо пред публика. Значи, тоа ми е едно така интересен момент, набрзо недела дена после издавање на албумот, ете за прв пат битолчани ќе имаат шанса да слушнат директно од мене новата песна и ќе ми биде драго. А кога ќе имаат можности останатите градови, ќе правите ли некоја турнеја или Тоа сега за сега Нова година доаѓа, за тоа ќе размислуваме о том потом што би се рекло, после Нова година ќе размислуваме каде ќе се оди, колку ќе се оди, дали ќе се оди. Мислам дека почетокот на пролета е убав период за патувања, за концерти и така натаму. Така да сега не би можел да кажам ништо конкретно, но би сакал и треба да го направиме тоа. така, за утре ќе биде од отворен или затворен тип, кои ќе можат да дојдат нели од Па таму е еден многу убав простор, така убав ексклузивен простор и мислам дека ќе има убав народ. Во Битола кога одам на настапи секогаш има преубави луѓе и битолчани се најкритичната публика. Пред битолчани не можеш било што да пееш и било како. Мислам дека тоа ќе ми биде убав старт на новиот албум пред нив. така. Во однос на настапите пак за Нова година, за празниците, ќе гледате да одморите или ќе имате и по Буквално за дочекот на Нова година лани работевме. Оваа година мислам дека бендот ќе одмори секој со некои своји приватни обврски, прослави, патувања. Мислам дека редно е и ние малку да си одмориме. Пред Нова година можеби ќе има некој така ексклузивен настап некаде, но ништо не можам да кажам конкретно. Концерт како концерт, тоа што ме праша на почетокот, тоа ќе биде најверојатно во наредната година. Кога, ќе знаат сите сигурно. Така, како бирате вистински момент за нов албум? Како одлучувате дека е време да издадете нешто ново? Па не одлучувам јас, одлучуваат песните. Јас не можам да кажам дека во 2027 во март ќе направам нов албум. Не. Зависи каква е динамиката на правење песни. Јас сум малку бавен со правење песни, сакам да се искрчка убаво, да отстои песната, текстот, па тогаш да ја направам, да ја издадам. Мене за албум, реално за нов албум ми се потребни правење песни од 2-3 години сигурно. Треба да баш да решам, ајде ќе правиме албум, па да се потрудам нешто побрзо, но мислам дека тоа не би било тоа што јас го сакам. Не знам како тоа би се одвивало. Ја мислам дека можам да оставам и понатаму песните да си го кажат своето. Како ми доаѓаат песните, како ги пишувам, така и ќе правиме албуми. Така, нема правила за инспирација да ве погоди во било кои моменти, во движење и кога не размислувате за одредена тема? Нема правило, може со месеци да немам, апсолутно да не се посветувам на правење песна. Може да се случи вака во момент, одејки, возејки, седејки да ми дојде идеја и мене ми е најбитна идејата. Ако имам идеја за што да пишувам и какво тоа би звучало, тоа е веќе 50% завршена работа, после само реализираш. Да, перфекционист сте, самокритичен сте кога е во прашање? Пре самокритичен и перфекционист, и тоа знае многу често и да смета. Оптеретно. Да, апсолутно, но додека не го направам и последново зрнце овде во икебанава, додека не го ставам на право место да ми изгледа како што треба, не сум мирен. Имате ли околу вас критичари, некој што ви дава совети или кој ве поддржува пред да ја објавите песната, кому прво ја пуштате? Пред да објавам песмата, нормално ја пуштам прво дома, на синот, керката, на сопругата, и тоа се најголемите и најсуровите критичари. Значи, тука имаш
Нема циле миле, нема зборови бирање, тука се кажува како се мисли така. Но имам еден пристап, додека ја правам песната, не ја покажувам и не ја пуштам никому. Така како што јас сум ја замислил во својата глава, така ќе биде. А после како на кого му се свиѓа или не, тоа е веќе друга работа. За среќа, фала Богу, многу ми е драго што сите овие песни што сум ги направил во животот, да речем, ајде, 80% секогаш поминувале перфектно и очигледно дека се уште ме држи, го имам тој сенс што би требало да биде добро. Не ве одвратиле никогаш од некоја песна? Не, тоа можам само јас да се одвратам. Сум правил, се случувало 2-3 песни, да ги замислам, да почнеме да ги реализираме во студио, но да видам дека не е тоа не е добар ритам, не е добра хемија, музиката и да се откажеме, но тоа било многу ретко. Така да види во денешно време, во цело ова денешно брзо време, човек не може веќе да знае што е добро и што ќе биде добро или што ќе биде хит. Порано се знаеше што ќе биде хит, се знаеше, беше се побавно и луѓето отприлика знаевме што сакаат. Песните се пуштаа на радио, на телевизија, за недела дена ја пушташ, ја форсираш песната на радио и телевизија и станува хит. Сега има премногу медиуми, премногу социјални мрежи и така натаму. Значи не можеш да знаеш, вниманието, фокусот на луѓето е многу кратко. Да. Она што денеска го пушташ, веќе утре го забораваат, веќе излегува нешто ново и не можеш никогаш да бидеш сигурен да ова ќе биде добро или не. Се зависи од среќа и од самиот вкус на публиката во тој момент. За месец дена ќе им биде нешто ново, друго интересно. Да, а како во тоа време сте биле сигурни што ќе биде хит? Имало ли некој ваш таен рецепт според вас за тоа што ќе стане? Не знам таен рецепт. Пред 20 на години, значи снимавме песна со мојот драг Тоше Поп Симонов, скоро сите песни ги снимавме. Ја снимаме песната, се погледнуваме и си викаме, мајсторе, имаме хит, готово. И стварно беше така. Сега веќе не можеме да го кажеме тоа, баш поради тоа што го зборав до сега. Премногу е се брзо, премногу стилови, премногу вкусови, премногу различни генерации слушаат она што на оние луѓе што им се свиѓа Ковчег со злато, се тотално некоја друга генерација, затоа што не можеш да очекуваш Ковчег со злато, поентата на текстот да ја разбере некој од 15 години. Нема шанси. Значи, секоја песна си има своја публика и мене ми е посебно драго, дури и некогаш чудно, кога на концертите во публика ќе видам 3 генерации. Да. Значи, тоа е успех. Па да, и ние како деца сме ве слушале, да сме растале со вашите песни. Тоа е одлично. Тоа ми е исклучително драго, затоа што мене луѓе ми преоѓаат и викаат, сум пораснал со вашите песни, човек од 40 и кусур години, и сум поголем успех од тоа, поголема награда, не можеш да добиеш да ти ја врачи некој. Тоа е тоа. Која е пак најголемата лекција што сте научиле низ годините, низ професијата? Што ве научила оваа работа? Дали за повеќе труд, истрајност, упорност? Што не научила? Па, токму тоа, убаво ја погоди поентата, упорност. Значи, има многу пеачи, повозрастни, средна генерација, млади. Ние сме останати од некоја таа наша генерација, 4-5, 4-5 луѓе. Многу луѓе пееле во наше време, правеле кариери, правеле по некоја песна, 1, 2, 3, но ги снемало. Се изгубиле, се откажале, се разочарале, остануваат само оние најупорните. Значи, оние кои сме останале најупорни, најцврсти и кои најмногу сме верувале во тоа што го работиме, сме продолжиле. И јас сум имал кризи, падови, разочарувања, си поставуваш прашање дали сум добар, дали не, дали воопшто требава да го правам или не. Но тоа се кратки моменти, веќе наредната песна, ја пишуваш, одиш понатаму, успеваш, го пребродуваш тој момент. Значи, најупорните и најсигурните во себе останале, тоа е тоа. Ние не сме, јас не сум ништо, ни подобар пеач, ни подобар композитор, ни подобар текстописец од повеќемините луѓе кои работеле во текот на годините заедно со мене, но јас сум останал и сум опстанал. Сум успел да останам затоа што сум бил упорен и сигурен дека е тоа добро нешто.
Да, некој друг се откажал. Да, тоа е тенката линија, тенката разлика помеѓу тие што останале, што успеале и тие што се откажале. Да, но ете низ годините сте останали и доследен на некој ваш стил. Не сте менувале многу жанрови или многу стилови, како што сега нели се менува музиката и самите пејачи менуваат стил, менуваат жанр со цел да се допаднат на одредена публика. И со тоа го губиш својот идентитет. Сите млади пејачи треба да знаат дека не е се само во пеењето. Ти можеш да имаш глас како Уитни Хјустон, како не знам кој. Треба да имаш идентитет, треба да имаш лична карта, да си препознатлив. Што се однесува до жанровите што спомна, јас во својот репертоар имам и поп, и диско, и фанк, и етно, и такви народњачки теми, некои весели, рокерски, имам балади прекрасни, значи буквално мојот репертоар е шаренолик, но тука е тој идентитет и препознатлива нитка. Што и да отпеам, ја има таа нитка моја некоја. Препознатливост. Ако немаш препознатливост, си безличен, можеш да пееш колку сакаш и колку сакаш да имаш песни. Да, или ако слепо се пратат трендовите, например, слепото излегуваат нови жанрови и нови... Слепото пратење на трендови е апсолутно, според мене, огромна грешка. Тука се губиш, тука го губиш својот заштитен знак, својот идентитет. Сега ајде јас, пеејќи толку години, ајде се јас да почнам затоа што е рап или трап модерно, или не знам, појма немам овие аутотюнови што ги прават. Тоа е смешно. Да се, затоа што е модерно нешто да правиш. Ајде, ако е модерно, еве гардероба. Ако е модерно, некои трофртајки кратки панталони, јас и ти како што сме по скоро 2 метра, да облечеме трофртајки кратки панталони затоа што е модерно. Не личи, смешно е. Така да треба да знаеш што ти личи, што ти стои, што ти одговара и мислам дека тука треба да има и естетика, и вкус во секој поглед. Зборуваме сега и за музички. Се додека нудиш квалитет, и допадливост на музиката, на самата песна, мислам дека ќе се оди напред. Додека луѓето се препознаваат во твоите текстови, додека ги разнежнува таа музика, додека им е пријатно да ја слушаат и на крајот на краиштата, според мене, најважно нешто. Кога ќе искочиш на концерт, ако ти немаш песни, рефрени кои ќе дигнат публиката и кои ќе пеат со тебе, заедно со тебе или без тебе, тогаш е џабе се. Да, можеш да имаш 200 песни, треба да имаш рефрени. Тоа е разликата. Така е, или пак џабе сценскиот настап и облеката ако ги нема песните. И тоа апсолутно, да, денеска е и тоа е, да. И тоа е огромен тренд. Денеска треба да е што поатрактивно на сцена, за очи, да, што поупадливо за очи, што поголо, што по наводно атрактивно, поненормално, почудно да изгледаш. Тоа е некој нов успех, окей, ако е така, за оние што го сакаат тоа во ред, но јас мислам дека секогаш треба да постои едно ниво и една естетика. Така, во времето на Бонтон имавте интересни стилови, менувавте во однос на облека, во однос на фризури. Тоа во Бонтон ти не си била ни родена тогаш. Тоа беше Бонтон, авангарда. Да. Тогаш бевме авангарда, да, но тогаш рачуне дека сме имале по 17-18 години, 19, да. Значи сме правеле нешто ново, како што сега нормално прават ново децата. Но сега нема таква авангарда како тогаш? Па нема, веќе измислени се многу пати такви бранови на авангардност. Јас веќе не знам што треба да се измисли. Значи, ние во тоа време бевме New Wave, тој нов бран. Да. Носевме и светкави пластични сакоа со бермуди, носевме наочари навечер, се шатиравме, се фарбавме во секакви возможни бои. Бевме атракција, но сепак имаше некое ниво на естетика. Имавме и воспитување, имавме и однесување, не бевме деликвенти, не бевме безобразни, не бевме вулгарни, само бевме интересни, така, као шарени папагалчиња, убави да ги гледаш. Ви фали тоа време некогаш? Од тие периодиите со бенд, па Бонтон, МиГ-21. Па добро, види, секогаш, кога ќе се навратиш на некои убави времења, од за она што е убаво, секогаш може да ти фали во одреден момент. Неубавите моменти ги забораваш, не ги ни паметиш нормално.
но мислам дека и сега овие моменти ми се преубави со бендот кога одиме на концерти, со сите тие настапи, гардероби интересни, се договараме. Мене ми е многу убаво. Еден имидж имам, драго ми е што имам изградено еден имидж сценски. Да. И тоа е многу важно. И тука имаш идентитет еден. И само полека, како река, само одиш напред, нема вртење назад. Така и од оние најголеми хитови кои што се ваша лична карта ќе бидат изведени и утре во Битола? Апсолутно, мислам, без тие стари песни, затоа што луѓето доаѓаат, мора да бидеме свесни и сите пејачи треба да бидат свесни дека не е битно ако имаш нов албум и нови песни, сега јас ќе ви ги презентирам новите песни да ги чуете вие колку ми се добри. Луѓето не ги знаат се уште. Значи, луѓето доаѓаат на концерт да ги слушнат оние стари, познати, големи хитови. Кога одиш кај Здравко Чолич или кај Бајага, ги очекуваш оние најголеми хитови, па и нешто ново. Така да, еден мој настап, еден мој концерт, и покрај некои нови песни не може да помине без здравие Боже, без дупла водка, без косока, без нека биде што биде и да не Тие ви се и одиме вам лично омилени песни со посебна емоција ги пеете секој пат или знае да досади понекогаш кога 100 пати ќе ги испеете? Некој пат ми се малку досадни, но обично на проба, кога пробуваме ни се досадни, леле пак ова, ајде по 100 пат, но кога ќе излеземе пред публика, токму оние што ни се леле колку ми е досадна, тие се тие кои публиката ја погодуваат и ги пееме заедно. Да, ја креуваат атмосферата. Имаше една интересна фотографија на интернет сега кога ги спомнавте балканските звезди, па се сетив со Сергеј Четковиќ, Хари Матахари, кај што сте сликани, велите ете конечно да не сум највисок во друштво. Да, па и тоа беше во Битола, некако приказнија све околу Битола се вртат, не знам зошто. Тоа беше пред, има 3-4 години сигурно. Беше некој настан во лето, на отворено, на ракометното игралиште во Битола и тука бевме гости со еден оркестар камерен. Гости бевме и јас, и Хари, и Сергеј Четковиќ, па отпеавме Битола, мој роден крај, заедно сите тројца. И тука видов дека конечно некој може да биде и поголем од мене и ми беше многу чудно, затоа што Четковиќ е стварно чудо од човек голем. Но се утешив со Хари, така да јас бев една златна средина. Да, баш го запознав Сергеј тука кога ни гостуваше во магазин, се изненадивме сите од... Знаевме дека е висок, но и во живо кога ќе се види. Класична црногорска приказна. Црногорска, да. Ви благодарам многу за гостувањето. Би сакала да се видиме повторно, ви посакувам успеси и во новата година да ни дојдете повторно. Елена, фала ти многу на поканата, фала ти за одвоениот термин денес и си направивме убав муабет. Ретко вака широки теми и убави муабети можеш да направиш на телевизија со водител и драго ми е што толку млада особа ги разбира многу од работите. Фала уште еднаш, благодарам на Сител што секогаш ме поддржува кога имам што да кажам и поздрав до сите ваши гледачи, а битолчани утре се гледаме заедно. Ви благодарам за убавите зборови и за албумот и секако за крај ќе заокружиме со Ковчег со злато, која што е насловната песна на овој албум. Од мене довидување и имајте убав викенд.